денес тука дочекавме да назначиме и трет министер за здравство во 2 години владење, ама лицата со хемофилија повеќе од 1 година го чекаат лекот факторот Сум. Јас затоа од старт ќе го информирам новиот министер Клековски дека иако во јануари во ова собрание беше ветено дека тендерот за лекот за хемофилија ќе пристигне брзо, не само што лекот продолжи да се дистрибуира во ограничени количини, туку во последните 20 дена лица со хемофилија алармираат дека воопшто не го ни добиваат овој лек кој од животно значење за нив. Што значи тоа за овие лица? Тоа значи дека живеат врзани во кревет во 21 век под секој човеково достоинство. И ја ве молам да им кажете на овие лица кои живеат врзани во кревет поради недостиг на елементарен лек дека животот е полесен во третата економска сила во Европа. И прво што сметам дека треба да го направи новиот министер за здравство е да го разреши директорот на Институтот за трансфузиона медицина Амир Елези, кој впрочем е незаконски поставен за директор само поради тоа што е личен пријател на вашиот вице-премиер Беким Сали и заради кој лицата со хемофилија повеќе од 1 година живеат во Голгота. Ние добивме повеќе министри за здравство во 2 години nego што се изградени клинички центри во 35 години. Тоа докажува дека Министерството за здравство продолжува да се перцепира само како плен за партиска поделба внатре во коалицијата. Денес ние тука ќе го избереме 20-тиот министер за здравство од независноста до денес, што значи дека секој министер за здравство во просек има мандат од 21 месец. Што може да направи еден министер за здравство во еден таков комплексен и стратешки сектор во 20 месеци, каде нужно е потребен континуитет за реализација на капитални проекти. Затоа ние имаме болница во Кичево која се гради уште кога оваа држава беше социјалистичка Република Македонија. Премиерот пред 1 година даде ветување дека во 2027 година конечно ќе биде изградена болницата во Кичево со пари од британскиот кредит. На терен нема никакви активности, поочигледно не до 2027 како што ветуваше премиерот, туку до крајот на мандатот болницата во Кичево нема да биде изградена и ова ќе биде 15-та влада која не успее да ја изгради Кичевската болница. Понатака, едно од вашите ветувања како влада беше укинување на економските директори на клиниките кои само формално ги укинавте. Вие 2 години имате економски директор на детска клиника кој само формално сега го именувавте како советник, се работи за кланот Мемеди кој раководи со детска клиника и каде директорот Реджеп Мемеди го постави неговиот братучет Алајдин Мемеди како советник откако му се укина позицијата економски директор, братучетот на директорот патен прима поголема плата и од докторите во болницата и ете и замислите, тој ги терал докторите да го ословуваат со директоре. Изгледа до советников Мемеди не е стигнат информацијата дека се укинати економските директори, што изгледа уште една фарса од Вамаровското владење. Токму за време на владењето на кланот Мемеди на детска клиника, оваа клиника доби 2 глоби, односно казни од Државниот здравствен инспекторат за нестручно постапување со прием на деца кои починаа на клиниката. И замислете докаде оди арогенцијата на вашиве доктори, не само што не беше разрешен директорот Мемеди заради екстремно неспособно менаџирање каде 3 деца починаа во 1 месец, туку директоров ги нема платено ни казните и уште се води судска постапка. Че повторам, здравствен инспекторат констатира пропусти при смртта на 3 деца, но бидејќи тука уште директорува Мемеди, очигледно овие 3 деца се само статистичка бројка. И она што е најзастрашувачки е фактот што во третата сила во Европа 5 години не функционира ургентен центар на детска клиника, односно единствен ургентен центар за деца се наоѓа во приватна болница. Го затвори претходната влада, ова влада нема абер да го отвори, а родителите кои нема каде да ги лечат своите деца се принудени да одат во ургентен центар во Систина, каде само за добар ден ќе им наплатат 500 евра. Не знам дали има друга држава во Европа која нема државен ургентен центар за деца и не знам како ова демохристијанска влада се прокламира дека е загрижена за наталитетот, кога немате обезбедено елементарни услови за лечење на децата од најмала возраст. На детскава клиника вашиот владин директор во 2 години бележи блескави успеси и успеа да затвори 3 детски оделенија. Оделение за пулмологија, оделение за имунологија и оделение за доенче и метаболизам.
Причината, во 2 години на детска клиника се примени само 3 специјалисти, а постои недостиг на 30 лекари. Ама затоа важно братучето на директорот Мемеди го ставивте да биде вишок административен кадар и поради неспособноста на ваквите партиски директори, според податоците на УНИЦЕФ, Македонија има втора највисока стапка на смртност кај новороденчињата во Европа. Понатака, 2 години немате набавено ниту едно амбулантно возило, додека брзата помош колабира, ама затоа пред локалните избори Јанушев распиша тендер од 1 милион евра за организирање на вашите партински митинзи со државни пари. Тендерот нормално заврши во струмичка фирма, затоа што ако претходно за време на СДС сите патишта водат до Струмица преку братот на премиерот, сега сите патишта водат за Струмица преку баџанакот на премиерот, и ако тендерот за 100 нови амбулантни возила кои го ветувавте е распишен пред 2 месеци, од старт имате сомнежи дека условите се скроени за да ја ограничат конкуренцијата. Една фирма веќе ви има поднесено жалба на овој тендер, друга најавува дека ќе го стори тоа и најверојатно и овој тендер од 100 амбулантни возила ќе пропадне, како што пропадна наместениот тендер за униформи на полицијата. Зошто велам наместен тендер? Затоа што кога пред 3 години Европска унија купуваше на земјава 7 амбулантни возила, на огласот се јавија дури 7 фирми. Значи, за 7 амбулантни возила беа пријавени 7 фирми, сега за тендер од 100 амбулантни возила заинтересирана е само една фирма, што значи дека овој тендер за амбулантни возила од старт смрди на мито и корупција, што и бренд на владење на ова ВМРО-вска влада, затоа што очигледно е поважна шемата на провизија и да се намести кој ќе го добие тендерот, отколку итно да се набават амбулантни возила во држава која патем има 6000 службени возила, а само 263 амбулантни возила, од кои дури 73% се донација. Или во превод, изградивте систем каде удобноста на функционерите во нови службени возила е по приоритетно од пациентите за кои доцни итната медицинска помош и за кои секоја секунда е разлика меѓу живот или смрт. И за крај, најверојатно само една снимка на една девојка во немоќ беше доволно за да ја разобличи целосната нефункционалност на институциите под оваа влада. Девојка вчера реши да се обрати на социјални мрежи како последен крик пред институциите кои не постапуваат за хоспитализација на нејзиниот татко со расстройство. Значи, 3 жени бараа спас од човек кој се заканува дека ќе ги убие и на крајот спасот морале да го барат преку апел на социјални мрежи. Човекот постојано ги малтретира својата черка, својата жена, својот син со церебрална парализа, а вашиве партиски директори во Бардовци, во Демирхисар не ни крева на телефон. Потоа излезе информација дека немало место за сместување во овие психијатриски болници. А знаете зошто нема место? Затоа што пред само 1 месец народен правобранител констатира дека криминалци со врски добиле пресуда за психијатриско лечење и место во затвор се упатуваат во болницата во Демирхисар. Односно, таков систем изградивте, каде криминалци наместо во затвор седат и малтретираат персонал во болницата во Демирхисар, додека лица со расстройство се на слобода и семејството во очај барат помош на социјални мрежи. За овој случај некој ваш владин министер очигледно мораше да ургира за да се прими во болницата во Демирхисар, откако настана бура од реакции на социјалните мрежи. Но што е со оние жртви кои немаат виралност на социјални мрежи, кои медиуми не ги пренесуваат, чиј глас не се слуша од секојдневните апели за помош на социјалните мрежи, и ете кои немаат партиски врски за да го спасат својот живот. И за крај, јас за дејањето на ова ВМРО-вска влада можам да го сумирам само во еден факт, дека институциите во државата која е лидер по реформи, како што сака да говори премиерот секој ден, тие институции 48 часа не беа способни да хоспитализираат лице кое е опасно по животот на сопственото семејство. И ова веќе не е пропуст на системот, туку ова е целосен колапс на системот.